Што овој пат зелените така вообичаено го препознаваат Стефче Дече во Велес, ќе им овозможат на велешани Велеш нов проект ќе се реализира во нашиот град. Пред се благодарност за Дума, за тебе Вавке лично, затоа што секогаш сте со нас кога имаме нешто ново, нови проекти, нови активности. Овој пат фондацијата Impact.net започна со реализација на проектот XYZ. Тоа е онаа млада популација што доаѓа, нова трансформери ги крстивме, или млади за зелени општини, кои што ќе бидат амбасадори или продолжуваат да бидат амбасадори на зелениот договор на Европската унија и на агендата за Западен Балкан, онаа обврска што имаме како држава преземена, но онаа стагнација што постои можеби за имплементација на трансформацијата кон зелени општества, сакаме да ја убрзаме и со младите, онаа млада трансформативна сила, да возможиме активности кои што ќе бидат барем мал учинок или дел ќе допринесат кон побрза имплементација на зелениот договор на Европската унија. Имаме прекрасни активности. Ова е проект подржан од Европската унија преку проектот Зелена младина, зелен раст. Ние како фондација го имплементираме со повеќе од 45 ученици од средните училишта во Велес. Имаме 4 ментори и професори кои што ќе работат на повише активности со сите ученици. Ќе снимат 12 подкасти пред се, кои што ќе ги промовираат зелените теми од Зелениот договор на Европската унија. Потоа истите млади ќе ги интервјураат своите баби, дедовци, мајки, татковци, и тој дел од проектот се нарекува Храна не се фрла или по рецепт на генерациите, каде што младите ќе го земат искуството од постарите, ќе го преточат во една книга, во едно издание, електронско и печатено издание, кај што сакаме рецептите од генерациите да ги пренесеме, или она традиција што сепак постои кај нас, кај повозрастните генерации, да ја пренесеме и во ова денешно време кај младите генерации како знаење. Со тоа што ќе го промовираме самиот концепт Храна не се фрла или стратегијата од фарма до вилушка што има Европската унија. И потоа имаме и мобилна апликација која што со истата група на млади ќе ја креираме, каде што во Велес ќе ги мапираме површините кај што треба да се озеленат. Пред 2 години создадовме една мапа дигитална, Green Map ја крстивме, кај што ги мапиравме зелените дрвја како зелен катастар. Овој пат сега ќе продолжиме онаму каде што се празни површините во Велес, ќе ги посочиме кон општината, кон градот и ќе охрабриме да се посадуваат истите со плодоносни и автохтони дрвја во Велес. Со тоа сакаме да направиме една мобилизација на младите и промоција на повеќе концепти од Европскиот зелен договор. Дали како граѓани ќе можеме да учествуваме и ние символично, можеби со засадување на наши дрвца на одредени локации во градот и се разбира да им посветуваме внимание. Ќе е навистина добре дојдено, дури да ни посочите каде се тие површини кои што ќе ги ставиме на мапа, и верувам дека на есен ќе имаме една помасовна акција со пошумување, за тоа споменав и на автохтони дрвја, и добре дојдена е секоја иницијатива од граѓаните кои што ќе имаме електронска форма, кои што ќе може да ни пратат сугестија каде треба некоја површина да се озелени, барем да почнеме, ако не можеме ни цел град, ни цела општина, барем да садиме такви дрвја во одреден дел во градот и да иницираме тоа да добие на масовност. Колку време ќе се реализира проектот? Проектот е 1 година ќе биде, да почнавме сега на 1 април и продолжуваме. Досега имавме 2 тренинг обуки со младите, продолжуваме со нив, имаме низ работилници, паралелно имаме ни уште 2 други проекти што ги тераме, едниот преку медиски, другиот е за лица со попреченост ќе биде, и во двата вклучуваме уште 40 на млади луѓе, една масовна мобилизација на младите, кои што сакаме да отвориме навистина да го препознаат она што е можност преку граѓанскиот сектор, да се вклучат, да бидат поактивно граѓанство и да допринесат со своето искуство. Ти благодарам. Ви благодарам и вас.